Одлуката е донесена, историјата напишана. Членките на Алијансата ќе треба да одвојуваат најмалку 5% од бруто домашниот производ за армијата и одбраната. Тоа значи дека буџетот на нашето Министерство за одбрана ќе треба да стигне до 3,5% во следните 10 години од бруто домашниот производ. Како ќе се постигне тоа? Во интервју за ТВ21 одговара министерот за одбрана Владо Мисајловски. За нас како помала земја тоа е навистина голем импулс за Министерството за одбрана, но и на самата економија да расте, повеќе средства да има во буџетот на Министерството, но најважно од се е зашто ќе се користат тие средства. Модернизацијата е приоритет број 1. Тоа значи дека преку 20%, 30% треба директно во модернизација, а тоа значи оние цели што ни се дадени од НАТО во наредните 10 години да ги ревидираме нашите стратешки документи, да ги поставиме новите цели што НАТО ни ги дава и да започнеме со постапки за нова опрема, за модернизација и така натака, бидејќи мора да следиме она НАТО што го бара од нас како земја членка на НАТО. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте рече дека без американскиот претседател Трамп покачувањето не би можело да се случи, а Трамп пак рече дека зголемувањето на трошоците за одбраната е монументална победа на Соединетите Американски држави. Together, allies have laid the foundations for a stronger, fairer and more lethal NATO. NATO leaders agreed on the Hague Defence Investment Plan, and this will fuel a quantum leap in our collective defence. They agreed to boost our defence industries, which will not only increase our security, but will also create jobs. And we have reaffirmed our unwavering support for Ukraine. All of this is crucial. It means that no matter the challenges we face, whether from Russia or terrorism, cyber attacks, sabotage or strategic competition, this alliance is and will remain ready, willing and able to defend every inch of Allied territory. And Europe stepping up to take more responsibility for its security will help prevent future disasters like the horrible situation with Russia and Ukraine, and hopefully we're going to get that solved. Македонската делегација оствари кратка средба со американскиот претседател Доналд Трамп, а импресиите по планево на пресконференција ги сподели претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Што си кажавме со господинот Трамп, да, тој морам да кажам дека со него беше господинот Т.Џ. Венс, така и тој го познава нашиот министер за надворешни работи. Да, дури мислам дека рече дека може и да не посети. Што си кажавме дека е добро што сме. Тоа беше мојата изјава, да, јас кажав дека сум македонска претседателка и дека прв пат учествувам на овој самит, но дека ги делам вредностите и кои што ги дели и мојот народ и дека, да, ќе ги соопштам нашите ставови. Да, интересно беше додека зборував, се разбира неговата реакција, зборувам за говор на телото, бидејќи кога подсетив на господинот Кенеди, се разбира, и неговата улога, дека може и Соединетите Американски држави денеска да имаат таква улога во поглед на прашањата врзани за мирот, кои се исто толку важни. Во исто време, додека се носеше историската одлука, се одржаа и протести, беа блокирани делови од центарот на Хаг, седејќи пред бензинска пумпа дел од демонстрантите. Најмалку едно лице е приведено од страна на полицијата, а денеска на завршувањето на НАТО самитот, кој што пак е прв за Доналд Трамп откако е реизбран за претседател. И бидејќи Холандија е на врвот од земјите на транспарентност, за овој НАТО самит, според информациите, се потрошени 184 милиони евра. Јовица Пауновски, ТВ21, Хаг, Холандија.